Собранискиот спикер не чувствува никаква одговорност за објавувањето на законите во службен весник без параф од председателот. Талат Џафери тврди дека постапил во согласно со уставот и законите, дека му дал доволно време на Ѓорги Иванов да ги потпише указите. Вчера, јас во својство на председател на Собранието, а во рамките на моите уставни надлежности, потпишав 2 указа кои потоа, заедно со соодветните текстови, ги испратив за објавување во службен весник. Врз основа на член 52 и член 75, ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, со дополнително објаснување на причините зошто указот е потпишен само од моја страна. Од ВМРО ДПМН со остра реакција најавуваат кривична пријава за собранискиот председател. Била дека за ова дело се предвидува затворска казна од најмалку 5 години. ВМРО ДПМН ќе поднесе кривична пријава против Талат Џафери и директорот на службен весник, но и против сите за кои ќе биде утврдена одговорност дека го прекршиле законот за објавувањето на законот за двојазичност без подпис на председателот на државата. Дополнително, ќе поднесеме иницијатива за испитување на уставноста на законот за двојазичност до Уставниот суд. Од владата се изземаат од одговорност. Вела дека донесувањето на законот за јазиците и на законот за ратификација на Преспанскиот договор е во целосна надлежност на собранието, но ја поддржувале одлуката на Талат Џафери. Владата ја поддржува одлуката двата закони да бидат објавени во службен весник со подпис на председателот на собранието, имајќи го предвид прекршувањето на уставот од страна на председателот Ѓорѓе Иванов. Од владата тврди дека председателот бил должен да ги потпише указите, па кога тоа не се случило, било неопходно да се превземат мерки кои биле во согласно со уставот.